страна 1080. Во првиот ден на седмицата, многу рано, додека уште беше темнина, Марија Магдалена дојде на гробот и виде дека каменот од гробот е поместен. Тогаш отрча и дојде при Симона Петра и при другиот ученик, кого Исус го љубеше. И им рече: го дигнале Господа од гробот и не знаеме каде го положиле. А Петар и другиот ученик излегоа и одеа кон гробот. Имено и двајцата трчаа заедно, но другиот ученик трчаше побрегу од Петра и стигна прв до гробот. Тој се наведна и виде ленени повеи како лежат, но не влезе внатре. По него стигна Симон Петар, па влезе во гробот и ги виде повоите како лежат. А крпата што беше на неговата глава не беше заедно со повоите, туку беше свиткана одделно на едно место. Тогаш влезе и другиот ученик, кој стигна прв до гробот и виде и поверува. Зашто уште не го беа разбрале писмото дека тој треба да воскресне од мртвите. Тогаш учениците пак се вратија дома. А Марија стоеше надвор при гробот и плачеше. Така додека плачеше, погледна во гробот и виде два ангела како седат во бели облеки таму, каде лежеше Исусовото тело. Едниот кај главата, а другиот при нозете. Тие и рекоа: жено, зошто плачеш? Им рече: го дигнале мојот Господ и не знам каде го положиле. Откако го рече тоа, се обзрна и го виде Исуса како стои, но не знаеше дека е Исус. Исус и рече: жено, зошто плачеш? Кого го бараш? Мислејќи дека е градинарот, таа му рече: Господине, ако го изнесе ти, кажи ми каде го положи и јас ќе го земам. Исус си рече: Марија. Таа се заврте и му рече: Равуни, што значи учителе. Исус си рече: не допирај ме, зашто уште не отидов горе при мојот татко, туку оди при моите брајка и речи им: се враќам при мојот татко и вашиот татко, при мојот Бог и вашиот Бог. Марија Магдалена дојде и им јави на учениците дека го видела Господа и дека тоа и го рекол. Значи, ова е нашиот текст и како започнува? Започнува со зборовите во првиот ден на седмицата. Апостолите, првата црква, не се состанувала во петок на денот на Исусовата смрт. Ниту пак во сабота, додека Исус бил во гробот. Апостолите и првата црква се состанувале, а и денес се состануваме во првиот ден на седмицата, бидејќи Исус тогаш воскресна и тоа се менува. И тоа е толку големо. Значи, се состануваме во недела, затоа што Исус воскресна во недела, првиот ден на седмицата. Се некој ќе рече дека ова е текст, ова што прочитавме е текст за што? Текст за Великден. Да, точно за Великден, но секое утро, секое неделно утро, не само на Великден, ние се сеќаваме, ние се охрабруваме. Точно со таа вистина. Крстот е празен, гробот е празен, престолот е зафатен и човечкото срце не мора повеќе да биде празно. Тоа може да биде исполнето. Исус е жив. Значи секоја недела, не само за Великден. Така и денес, иако не е Великден, ние го прославуваме Бога, се охрабруваме, се поучуваме од Неговото Слово. И тоа го правиме секоја недела, одново и одново, па дури и секој ден. Значи се за Божја слава. Се за Божја слава. Значи и денеска го прославуваме Бог. Не мора да биде Велик. Секоја недела. Значи денеска ќе го разгледаме овој текст од една друга перспектива, и тоа од една перспектива од изјавата на Марија Магдалена. Го дигнале Господ од гробот и не знаеме каде го положиле. И сега на ова прашање на Марија Магдалена ќе одговориме со една истрага. Истражувајќи кој и зошто би го зел Исусовото тело и би го скрил. Кој и зошто. Но прво мора да видиме која е и која била Марија Магдалена. Бидејќи ова ни дава многу простор во ова известување за воскреснувањето, како што прочитавме. Марија Магдалена се спомнува во сите 4 евангелија. И сите 4 евангелија нагласуваат дека таа била постојано близу до Исус и секогаш го следела.
Значи, таа била до последно на неговиот гроб. И прва отишла на гробот да ги направи тие еврејски обичаи, да го помазаат телото со мириси. Јаве, во првиот ден на седмицата, многу рано, додека уште беше темнина, Марија Магдалена дојде на гробот и виде дека каменот од гробот е поместен. Читајќи ги другите евангелија, се гледа дека и други жени дошле до гробот, но таа дојде прва, додека уште беше темно. И сега, откаде толкава потреба за Господ, откаде толкава ревност? А факт е дека не сите се толку ревностни за Бог. Некој е повеќе, некој помалку. И интересно е да се разгледува зошто некој е толку ревносен, а некој не толку. И тој е верник, ама има разлика. Зошто некој е толку упорен во службата за Бог, а некој многу помалку. Што ја тераше толку Марија да ревнува за Исус? Значи, Марија Магдалена прва ја донела веста до Петар и до Јован. Ако видиме покасно, после Петар и Јован се вратија дома разочарани, но Марија не. Марија стоела до гробот и плачела. Откаде толкава љубов кон Господа? Зошто толку простор во оваа 20 глава за Марија Магдалена? Не за Исус прво и се објави и прво со не се разговараше, откако воскресна. Евангелистите Марко и Лука ни даваат една потребна информација во оваа истрага. Лука ни кажува дека Исус однезе истерал 7 демони. Лука 8.2. Можете да прочитате. Личностите кои се обседнати од зол дух, од демони, знаат и разбираат што значи слободен во Христа. Кога зборуваме слободен во Христа, тие разбираат Христовата сила. Опасни се демоните. Нив и денес ги има, и како одиме кон последните времења, се понервозни и поагресивни демоните и злите духови. Тоа е очигледно денес. Во семејствата, помеѓу семејствата, во црквите, помеѓу црквите, тоа се гледа кај нас, во Европа, во целиот свет. Демоните се поагресивни. Тие знаат дека им останува уште многу малку време и затоа е неверојатно што се прават денес со луѓето. Што се случува денес. Никогаш немало толку обседнати луѓе како денес, верувајте. Денеска психијатријата, психологијата, теологијата имаат многу работа. Никогаш немале повеќе работа од денес. И не случајно и се дава толкаво значење и простор на Марија Магдалена, од која Исус изгони 7 демони. Таа знаела што е да биде ослободена од ланците на демоните, на злите духови. Павле ни вели дека демоните може да бидат во небесните простори. Да, и таму тие планираат како да го уништат човек, како да го уништат бракот, црквата, мисијата. Павле на Ефесијаните им вели дека сето тоа е реално и тоа е вистина. И тоа треба и ние да го знаеме. Но демоните може да бидат и во луѓето. Кога разговарате со некого за Исус, му споделувате Евангелие, дали сте забележале дека некои луѓе се менуваат и прават некои чудни гримаси? Па дури агресивни се, малку, нападни. Тоа е тоа. Тоа се демоните. Демоните го прават тоа во нив. Зошто го прави тоа? Зошто така зборува? Што велите? Вистина е, реалност е тоа. Нашата борба не е против крвта и телото, туку и против началствата, против властите, против светските владетели на темнината на овој век. Против духовните сили на злото во небесните места. Ефесијаните 6.12. Тие сили се во луѓето. И Марија Магдалена е пример за тоа. Само малку е потребно да се отвори вратата. Таа се кажа сега нешто за тоа.
И демоните напаѓаат. Не давајте му место на ѓаволот. 4:27 Ефесијаните. Аз се кажа како се и во страдата, како се отвараат луѓето за злите духови, за демоните. Но еве јас ќе кажам уште нешто. Па денеска најмногу тоа го гледаме со својот неморал, неморалот кај луѓето. И тоа краен неморал има денес. Хомосексуализмот што е? И што уште не, кој уште не други работи? Каква изопаченост? Така влегуваат демоните. Јаве една, да речеме, илустрација која е доста актуелна овие денови во нашиот главен град, таму во Скопје. Ако гревот го споредиме со џубре, а демоните со ставорци. Повеќе џубре, повеќе ставорци. Куп џубре, куп ставорци. Тоа е тоа. И оттаму таа агресија. Повеќе грев кај луѓето, повеќе демоните навлегуваат. И злите духови. И тоа е она што денес го гледаме во светот. Значи, така прочитавме, нашата борба е против властите, светските владетели на темнината. Во нив се демони. Затоа така владеат. Затоа агресија, затоа војни. Страшно е тоа. Колку се активни демоните во луѓето и меѓу луѓето денес. Исто човекот се отвора за демоните и со окултни, религиски некои обичаи, па ова, па она, па да направиме ова, да направиме она, треба ова, не треба она. И така се подотвора човекот и тие полека навлегуваат и го заробуваат. Едноставно заробен е во својата религиозност, со тие окултни обичаи. Но, вратата се подотвора и со ерес. Ересот е опасен. Значи, тоа се измамливи духови и ѓаволски науки, ересот. И човекот, пополека, заведен од тие лажни учења, се отвора кон тоа. Значи, полека, со тие лажни учења, лажни науки, човекот се отвора кон злите духови. Се не знаеме како Марија Магдалена ја отворила вратата за дури 7 демони, но ние добро знаеме кој ја ослободил. И како. И како го сакала таја. И го ценела својот ослободител. Значи, тие луѓе не мора да ги мотивираме. Тие се секогаш први и спремни на се за својот Господ и Спасител. И таа гледајте што вели. Го дигнале Господа од гробот и не знаеме каде го положиле. Покасно на ангелите му вели, го дигнале мојот Господ. Гледате колку е спремно. Го дигнале Господа од гробот и не знаеме каде го положиле. Но од ова гледаме дека воскресението незе, па и на апостолите, ќе видиме, им е потполно скриено. Воопшто не го разбираат тоа во тој момент. Значи, таа го дигнале, не размислува за воскресение, не го разбира тоа. Е сега, кој би го украл и кој би го скрил телото? Во оваа наша истрага, кој го украл телото, кој го скрил, ќе ни помогне податокот или информацијата од тоа што ќе видиме кој бил сведок на празниот гроб. Кои биле тие сведоци? Значи, прво се тие осомничени. Прв сведок е Марија Магдалена. Рековме, таја рано, уште темно, беше на гробот. Но во истрагата најбитно е да се знае, а се беше полицаец, мотивот. Кој е мотивот? Зошто? Зошто Марија би го украла и би го скрила телото и би го обвинила некој друг? Го украле телото. Кога доаѓа на гробот и го гледа одместениот камен, таа не разбира што се случило. Инаку, ако разбереше, воспротивно, бидејќи видовме колку го љуби, постојано е со Исус, го љуби својот ослободител и спасител, таа прво би го прославила Бог. Подоцна кога и се појавуваат ангелите, гледајте што вели, 10 до 13 стих.
Тогаш учениците пак се вратија дома, а Марија стоеше надвор при гробот и плачеше. Така додека плачеше, погледна во гробот и виде два ангели како седат во бели облеки таму, каде лежеше Исусовото тело. Едниот кај главата, а другиот при нозете. Тие рекоа: жено, зошто плачеш? Им рече: го дигнале мојот Господ и не знам каде го положиле. Многу јасно. Го дигнале, не знае. Не го разбира. Ама видете што се случува покасно, 14 и 15 стих. Откако го рече тоа, се обзрна и го виде Исуса како стои во... Но не знаеше дека е Исус. Гледате, не знаеше дека е Исус. Го гледа Исус, ама не знаеше. И како ќе верува во воскресение. Исус си рече: жено, зошто плачеш? Кого го бараш? Мислејќи дека е градинарот. Значи, таа, гледате, мисли дека е градинарот кој ги уредува гробишта. Таа му рече: Господине, ако го изнесе ти, кажи ми каде го положи, јас ќе го земам. Што бара таа? Со што се занимава? Се занимава со мртво тело. Не го разбира воскресниот. Таа бара мртво тело. Каде е телото? Јас ќе земам. Јас ќе се погрижам за него, ако ти го скри. Ако ти го зеде. И сега идиме до заклучок за Марија Магдалена. Ако не го разбира воскресението, зошто би го украла телото и би обвинила друг? Нема потреба. Нема логика од тоа. Плюс уште нешто. Како би можела да го помести каменот на гробот? Знаеме дека беше голем, тежок камен. Но Матеј ни го кажува тоа. И затоа се гледаат сите 4 евангелија, за да имаме појасна слика. Ако видиме во Матеј, Матеј го кажува тоа. И од тоа можеме да видиме дека Бог е суверен. Бог е суверен. Јас верувам во тоа. Дека Бог е суверен, бидејќи Бог прави земјотрес со епицентар на гробот. Бог е суверен во секој потрес, во се што се случува. Пред тоа, пред тој потрес на гробот, имаш уште еден потрес. Каде? На крстот. Кога се расцепи завесата во храмот. Прво епицентарот на крстот, значи локализиран епицентар на Голгота, кога Исус извикува: Боже мој, зошто ме остави? Се тресе земјата, настанува темнина. Ајде да го прочитаме овој извештај. Матеј, 28 глава, 1 и 2 стих. А по саботата, значи по саботата, во неделата, првиот ден, на осамнувањето, на првиот седмичен ден, дојдоа Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот. И ете, стана голем земјотрес, зашто Господов ангел слезе од небото, пристапи и го одмести каменот и седна на него. Земјотресот и ангелот го одместија каменот. Марија не можела да го направи тоа. И уште еден детал гледаме од нашиот текст. Уште еден детал. Повоите и крпата. Има доста криминални филмови со убиства и кога гледаме таков филм, што обично се случува? Некој некого го тепа и за да го однеси негде, го завиткува во нешто, го пика в гепек и го носи. Значи така го носи. Тогаш која е логиката? Која е логиката некој кога има земјотрес, краде тело, мртво тело, да го одвиткува и не само тоа, туку и да ја свитка крпата што му стојала на лицето, да ја остави на страна, да ја здипли. Ако некој сакал да го украде телото, сигурно немало да го одвиткува, би брзал. Ова е многу важен детај што Светиот Дух го запишал. Кој би го направил тоа? Краде тело и има време да го одмотува, да ја здиплува крпата и тие работи. Еве 6 и 7 стих ни го кажува тоа во нашиот текст. По него стигна Симон Петар, па влезе во гробот и ги виде повоите како лежат. А крпата што беше на неговата глава не беше заедно со повоите, туку беше свиткана одделно на едно место. Кој би го правил тоа? Значи, очигледно, Марија Магдалена, која што била прв сведок на празниот гроб, не го зела телото на Исус.
Втори сведоци видовме кој беа. Оттрчаја двајцата апостоли, Петар и Јован. Јован само надзре, Петар прв влезе, потоа и Јован. Ајде да прочитаме овој текст уште еднаш. А Петар и другиот ученик излегоа и одеа кон гробот. Имено и двајца трчаа заедно, но другиот ученик трчаше побргу од Петра и стигна прв до гробот. Тој се наведна и виде ленени повои како лежат, но не влезе внатре. По него стигна Симон Петар, па влезе во гробот и ги виде повоите како лежат. А крпата што беше на неговата глава не беше заедно со повоите, туку беше свиткана одделно на едно место. Тогаш влезе и другиот ученик кој стигна прв до гробот и виде и поверува. Зашто уште не го беа разбрале писмото дека тој треба да воскресне од мртвите. Тогаш учениците пак се вратија дома. Дали тие го прославија Бог? Не. Ако некој кој верува дека Исус ќе воскресне, тој кој ќе го види дека Исус е воскреснат, кога ќе види празниот гроб, ако тоа го разбира, па тој ќе прослави Бог. Ќе прослави заради победата на смртта. Туку тие што направија? Си отидоа дома. Разочарани, исплашени, исто како оние двајца ученици кон патот за Емаус што Исус ги сретна и што рекоа: а ние се надевавме, ама ништо. Тогаш зошто би го направиле тоа? Зошто би го украли? А не разбираат. А зошто и не го прославиле Бог? Па ајде се тоа да се запрашаме. 9-тиот стих ни го дава целото објаснување, дека апостолите не го направиле тоа, бидејќи не верувале во воскресението, не верувале во воскреснувањето. За да лажираат воскресение, треба и да веруваат. Еве го 9-тиот стих, еве го одговорот. Самото писмо ни го дава. Зашто уште не го беа разбрале писмото дека тој треба да воскресне од мртвите. Уште не го разбрале. Никој не може да дојде, ни една личност, ни еден човек, до воскресението, без да го разбира писмото. Не разбирале, затоа и не верувале. Што значи не разбирале, не верувале, па и не го лажирале воскресението, бидејќи не знаеле што е тоа, па за да лажираат, да направат таква сцена. Значи, тие не разбирале она што Исус постојано им го зборуваше, дека човечкиот син ќе воскресне од мртвите. Тие тоа воопшто не го разбирале. Значи, Исус после воскреснувањето први се појавува на Марија Магдалена и разговара со незе, и потоа на 10 ученици, меѓу кои Петар и Јован, кои беа исплашени и заклучени во собата. И Лука ни открива како тие реагирале на ова. Ова е неверојатно што Лука ни го пишува. После 3,5 години слушање, гледање, следење, одење со Исус. Еве како реагираат. Лука 24 глава, 11 стих. Значи, доаѓа Марија Магдалена, доаѓаат и другите жени, им соопштуваат и гледајте што велат тие. А ним овие зборови им изгледаа како празна шега и не веруваа. Шега. За нив зборовите дека го дигнале нашиот Господ, дека го нема, гробот е празен, е смеа и не веруваат. Тоа е невозможно. Што ни кажувате? Се шегувате? Едноставно така реагирале. И после тоа, Исус му се покажува на апостолот Тома. И Тома поточно, што е? Е портпарол на секој човек. Портпарол и на Марија Магдалена, и на апостолите. Она што тие не го кажа, го кажа Тома. Јован 20:25. Затоа другите ученици му рекоа: го видовме Господа, учениците на Тома. А тој им рече:
додека не ги видам раните од клинците на неговите раце и не го ставам мојот прст во раните од клинците и не ја ставам мојата рака во неговите ребра, нема да поверувам. Значи, сите овие поверуваа во воскресението откако го видоа Исуса. Воскреснатиот, живиот Исус. Откако го опипаа, откако разговараа, не пред тоа. Јован тоа јасно ни го кажува на почетокот од своето прво послание. Прво Јованово послание 1:1. Еве што вели Јован. Она што беше од почетокот, што го чувме, што го видовме со своите очи, што го наблюдувавме и што го опипаа нашите раце, за словото на животот, и животот се јави, и ние го видовме и сведочиме и ви навестуваме вечен живот, кој беше со таткото и ни се јави нам. Значи, гледате каква е оваа вера. Поверува кога видоа, кога опипаа. И тогаш Тома што вели? Мој Господ, мој Бог. А Исус што му одговара? Поверува, зашто ме виде. А блажени се кои не виделе, а поверувале. Фала му на Бога. Се како може да лажирате нешто што не го разбирате, што не знаете што е и како е? Не можете да го замислите тоа сценарио, а да го лажирате. Значи, отфрлено обвинение дека апостолите го украле телото. Не разбирале. А иако оваа приказна е најраспространета до ден денес. Уште од првиот ден кога Исус воскресна. Уште од тогаш оваа приказна стои и ова го измислија никој друг, туку еврејските водачи, старешини и прво свештеници. Читаме Матеј 28 глава од 11 до 15 стих. А кога одеа, значи стражарите од гробот тргнаја на Кајнив и гледайте што вели. А кога одеа, ете некој од стражарите дојдоа во градот и им соопштија на првосвештениците за се што беше станало. Значи им соопштија за тој потрес, за отворениот гроб. И се состанаа со старешините и советуваа. И им дадоа на војниците многу сребреници. И им рекоа, кажете дека неговите ученици дојдоа ноќе и го украдоа, додека ние спиевме. И ако за ова чуе управителот, ние ќе го убедиме и ќе ви направиме да немате грижа. А тие ги зедоа сребрениците и постапија како што ги подучија. И тоа слово се разгласи меѓу јудејците до денес. Гледаме што се случува. Значи, нема смисла, не може нешто да се лажира што не се разбира, што не се верува. Тоа е невозможно сценарио. И плюс уште нешто за апостолите како одбрана нивна. Од историски извори знаеме дека апостолите, точно заради верата во воскреснатиот, за кого и проповедаа и верува, биле прогонувани, апсени и убивани. Ама баш сите. Да, Јован не беше убиен, ама Јован беше во затвор. Беше прогонуван, беше измачуван. Дали некој би умрел за нешто што е лага? Апостолите Филип, Јаков, синот Алфеев и Вартоломеј беа распнати на крст. Петар беше распнат во Рим со главата надолу. Веќе рекол, не сум достоен да бидам убиен како мојот Господ. Заради лага, невозможно. Андреј беше распнат на Андреин крст, она што гледаме пред железничките премини. Икс знак. На таков крст. И се ова заради вера. Се ова заради вера. Тие немале оваа наша привилегија, без прогонство, номинално христијанска држава, слободно се проповеда, удобно ни е, удобен стол, топло е, кафе, разговор. Нема ли то?
А и денес во светот има прогонство. Во муслиманските земји, близок Исток, Африка, сега читаме Нигерија, има доста убивања на христијани, доста прогон. Страшно е тоа. Не е како кај нас. Се гине. И се тоа зашто? За лага. Така? Не, се гине за вера во воскреснатиот. Не може тоа толку многу да се лажира. 2000 и кусуро години да се лажира и никако. Значи се гине за вера, не за лага. Значи Марија Магдалена и апостолите биле сведоци, но не го зеле телото. Кои биле другите сведоци? Римските стражари биле сведоци. И тие дошле кај свештениците им соопштиле. Гробот е празен. Значи интересно е дека прво свештениците и стражарите внимателно, тоест не стражарите, прво свештениците и старешините внимателно следеле се и внимавале кога го слушале Исус, што зборува за воскресението. И тоа посебно после воскреснувањето на Лазар, кое беше пред Исусовото влегување во Ерусалим. И тоа чудо беше точно темпирано пред Исус да влезе во Ерусалим, и тоа чудо на Исус му донесе најголема популарност, која понатаму го чуваше од предвремено апсење, бидејќи не беше дошол часот. Видете што е овде интересно. Интересно е тоа што по се изгледа дека еврејските старешини, еврејските водачи, во некој смисол во еден момент повеќе е разбирале вистината за воскреснувањето од апостолите. Но со лоши намери, со лош мотив, со задни намери. Ова е за размислување. Како може да се разбира Евангелието со задни намери, би рекол? Па за своји интереси. И тоа го има и денес. За жал го има и денес. Се проповеда. Се води црква од интерес за материјална добивка. Жално на вистините. За своја слава, а не за Божја слава. Го има и денес. Значи, водачите тогашни, Синедрионот, тогашното собрание, тогашниот совет, се плашел од воскреснувањето на Исус. И како по обичај, оно од што се плашиш, тоа и ти се случува. Значи, читаме Матеј 27 сега, од 62 до 66. Гледajte зошто тие разбирале, овде гледаме. А на идниот ден по погубувањето, првосвештениците и фарисеите се собраја кај Пилата и му рекоа: Господаре, се сетивме дека овој измамник, уште додека беше жив, рече: ќе воскреснам по 3 дни. Затоа заповедај да биде чуван гробот до третиот ден, за да не дојдат неговите ученици и да го украдат и да му речат на народот: воскресна од мртвите, и последната измама ќе биде полоша од првата. Пилат им рече: ене ви стража, отидете и чувајте како што знаете. Тие отидоа и го обезбедија гробот, го запечатија каменот со стража. Синедрионот и Пилат, највисокиот тогашен врв, се плаши и го обезбедува гробот. Значи тие разбирале, ама не доволно, имале лоши мотиви, ама разбирале нешто подобро од апостолите. Очекувале. И сега од ова дали е можно воскресниот да биде најголема измама во човештвото, после се тоа што го изнесовме? Очигледно е дека не. Како реагирале кога се случило оно од што се плашеле? Прочитавме Матеј 28:11, значи се договара со војниците да реча: се тој воскресна, ама го украдоа учениците. Зашо? За многу сребреници. И затоа кога зборуваме за истрага, тоаш мора да следиме две насоки. Прво, мотивот, како што рековме, и второ, парите. Парите секогаш оставаат трага и затоа е запишано за многу сребреници, стражарите ја расширија таа приказна меѓу јудејците до ден денес. Значи парите секогаш оставаат трага.
ако е вистина видовме не е, дека учениците го зеле телото, сигурно властите ќе знаеле, те имале своји доушници, тајни служби тогаш насекаде. Кога тогаш, тоа ќе се откриел. Сега да видиме ако евреите, свештениците, нивното водство го скриле телото, тие да го зеле. Тие сигурно, кога христијанството уште во првиот век зеде голем замав, почнал да се шири, а јудеизмот почнал да се смалува, и тоа црквата била прогонувана, тие тоа ќе го изваделе телото и ќе му речеле, па еве го вашиот учител, еве го вашиот цар. Не е воскреснат, бидејќи тие го проповедаа воскреснатиот и жив Исус Христос. Ова е вашиот учител. Ама тело нема. А кога нема тело, тогаш личноста се води за исчезнат. Но Исус е исклучок, тој не е исчезнат, тој е жив и е оддесно, кај таткото и посредува и се моли за црквата, за нас. Сега, ако римјаните го имаја телото, ако тие го зедоја и го скрија, а римјаните со сите сили настојувале да го запрат ширењето на Евангелието низ Римското царство. Па и во самиот Рим. Тие до Миланскиот едикт биле 6 милиони христијани. Што ќе направеа? Кога почна да се шири Евангелието, до Рим стигна, тогаш ќе го извадеа телото и ќе рече, еве го вашиот јудејски цар, еве го вашиот учител. Не е воскреснат. А тие упорно проповедаа за Исус воскреснатиот. Нема тело. Ако имаше, досега некој сигурно ќе го пренајдеше, бидејќи многу луѓе го бараат. И уште го бараат, и ќе го бараат. Ама Исус ќе дојде. Сам. Нема да го пронајде, бидејќи Исус е жив. Тој доаѓа повторно. И за крај ќе прочитаме во Лука 24 глава, каде што ќе одговориме на неколку актуелни и битни прашања за сите нас. Како може и по 3,5 години поминати со Исус, учениците да не разбирале и да не верувале? Или малку ќе го смениме прашањето, како и зошто човек може да доживее, мислам, да живее многу години, многу великден еве да дочека, да речам, ама никогаш да не го разбере тоа. Или што би се рекло, да изеде многу јагнешко месо, многу пиво да испија, ама да не разбери што е тоа. Како може човек да доаѓа во црква многу години со години, а да не го доживее лично и да не го разбере лично воскресението? Или пак, како да го разбереме, да веруваме и да го доживееме воскресението? Важни и актуелни прашања. И тогаш, и денес. Читаме Лука 24 глава од 13 до 26 стих. И ете во истиот ден, двајца од нив одеа во едно село наречено Емаус, оддалечено 60 стадии од Ерусалим, и разговараа меѓу себе за сите овие настани. И додека тие разговараа и запрашува, сам Исус им се приближи и одеш со нив. Но на нивните очи не им беше дадено да го препознаат. И им рече, какви се тие зборови што ги водите патем меѓу себе и зошто сте нажалени? И едниот од нив, по име Клеопа, му одговори и рече, дали си ти единствениот странец во Ерусалим, кој не знае што се случило во него овие дни? И им рече, што? А тие му рекоа, она што стана со Исуса Назараецот, кој беше пророк, силен на дело и во словото пред Бога и пред целиот народ, како нашите свештенички главатари и старешини го предадоа да биде осуден на смрт и го распнаа. А ние се надевавме дека тој е оној кој ќе го избави Израел. И покрај сето тоа веќе трет ден откако стана ова. А не збунија и некои жени од нашите кои биле многу рано на гробот. И него нашле неговото тело, дојде и кажа,
дека виделе и појава на ангели кои им рекле дека тој е жив. Некои од нашите отидоа до гробот и најдоа како што рекоа жените, но него не го виделе. И тој им рече: "О неразумни и спори во срце, за да верувате во се што рекле пророците. Не требаше ли Христос да го претрпи тоа и да влезе во својата слава?" Значи, како се случува лично воскресение во срцето? Како се сведочи Евангелието на Исус Христос? Разбирањето и верата се испреплетени. Нема едно без друго. Верувам, ама не разбирам. Верувам, ама не разбирам во моето срце. Нема. Верувам, не разбирам. Нити разбираш, нити веруваш. Нити разбираш, нити веруваш. Така вели, спори во срце. Тука е клучот, тука е проблемот. И гледајте како да сведочиме. Еве 27 стих. Исус ни дава многу убав пример. И кога почна од Мојсеја и од сите пророци, им протолкува што е пишано за него во целото писмо. Значи, не им сведочеше со емоции, со приказни, со искуства, со писмото, со вистината. Од Мојсеја, од пророците им го протолкува писмото. Значи, не со емоции. Не со празни приказни. Луѓето денес се во заблуда. Оти не го разбираат писмото. И нема кој да им го објасни. Никој нема да се обрати ако не му се каже словото и ако не му се објасни како што Исус тоа го направи. Тоа е евангелизација. На тој начин. И само така ќе имаме воскресение во срцето. Со разбирање на писмото. И не само за оние луѓе со кои зборуваме, него и за нашите деца, нашите семејства. И ова е многу важно. Покрај вистината, писмото, што треба да се каже и да се протолкува. Молете се за милост за тие луѓе, за децата, за нашите деца. Молете се за милост. Значи, дајте му слово, толкувајте им го и молете се за милост. Ништо друго ние не можеме. Само Бог може да го отвори разумот, за да го разберат писмото. И тогаш ќе веруваат. Значи, се е тука. Не приказни вака било, така било. Празни приказни. Само словото. И сега како разликувате човек што верува и човек што не верува. Минатиот пат нешто спомнавме. Значи, човек што не верува во воскресение, зборувам се. Што лично не го доживел, тој сака придобивки, сака одговори од Бог, не го сака Бог. А оној што го доживел во своето срце, како Марија Магдалена, тој сака, што? Па само Бог го сака и не го интересира ништо друго. И го чека Божиото царство, како Јосиф од Ариматеја. Го очекуваше Божиото царство. Живее за него, живее за вечноста, живее уште сега за вечноста. Животот е краток, умираме, гледаме, се случува тоа. Смрт. Нема мир со Бог после смртта, ако не си се помирил денеска. Нема Господе прости го, ако не го простил денеска. Значи, овдека ние го живееме тој вечен живот. Тој започнува овде на земјата. Земјата е премин. Ние се рајгаме телесно, живееме и заминуваме. Или оддесно, со Исус, или во пеколо. Друго нема. И затоа вели Јосиф од Ариматеја го очекуваше Божиото царство. Живееше за Божиото царство. Овдека се стекнува тоа. И ќе видиме и уште нешто. Значи, тој човек кој го доживеал Исусовото воскресение во срцето, не го интересира ништо друго, чека Божиото царство и живее за него, за вечноста. И видете, сега ова е за сам крај,
24 глава Лука од 44 до 47 стих вели: И им рече: Тоа се зборовите што ви ги зборував додека уште бев со вас, дека треба да се исполни се што е напишано за мене во Мојсеевиот закон, во пророците и во псалмите. Планот значи оди понатаму. Тогаш им го отвори умот, за да ги разберат писмата. И им рече: Така е напишано дека Христос треба да постради и да воскресне од мртвите во третиот ден. И ова е битно, да биде проповедано во Негово име покаяние и прошка на гревовите за сите народи, почнувајќи од Ерусалим. Ова го може само Бог. Бог може да го отвори умот за разбирање и верување. А наше е само што? Да им го дадеме на луѓето писмото и да молиме за милост за нив. Но и да им кажуваме за покајување, за покаяние, да се покаат, во грев живе, а не само мотивацијски говор и Бог е љубов, Бог сите ве сака. Да, Бог ги сака оние кои ќе се покајат. Покајте се, одиме кон крајот, крајот е близко. Од ден на ден сме се поблиску до крајот. Факт е, старејме и умираме. Никој не знаеме кога. Затоа покајте се. И не треба да се плашиме од светлината, од темнината треба да се плашиме. Така Јован ни го започнува Евангелието, со таа контраст, темнина, светлина. И црквата, како црква, мора да го проповеда воскреснатиот. Ова што сега го прочитавам, дека Исус мораше да умре на третиот ден. Мораше пред тоа да трпи, но и да воскресни на третиот ден. И на основа на Неговото име да се проповеда за покаяние и прошка на гревовите на сите народи, почнувајќи од Ерусалим. И дајте да не помине уште една недела, а ништо да не се случи. Споделувајте го Словото и молете. Споделувајте го писмото. Бог да го просветли умот. Да го просветли умот за човек да разбере и да верува. Амин. Да се молиме. Татко небесен, се милостив Господе, Ти благодариме за ова Твое Слово. Ти благодариме што гробот е празен. Ти благодариме што воскресна, со тоа ја победи смртта и со тоа го исполни ветувањето. Дека Ти ќе ја победиш смртта, а нас ќе ни дариш живот вечен. Затоа отвори го нашиот разум да можеме да го разбереме писмото, да го разбереме Словото и така да поверуваме, Господе. Бејќи само со вера преку Тебе идиме до Твојата милост и до вечен живот. Ти благодариме, Господе, што и во овој ден ни обезбедуваш простор, ни обезбедуваш топлина, топол дом, да можеме да се собереме, да можеме заедно да Те прославиме Тебе, но и да се поучиме од Твоето Слово, Господе. Ти благодариме за Твојата милост и молиме за секој ден овде од нас. Благослови не, Господе, благослови оваа заедница, зацврстувај во верата и ако е по Твоја волја, умножувај, Господе. Ти благодарам за Твојата љубов кон нас, што е искажа на крстот, со Твојата смрт. Но Те молам, Господи, за оние кои се уште не поверували. Ти биди милостив и за нив. Ти донеси ги до едно покаяние, до понизност, отвори го нивниот разум, отвори го нивното срце и дај да поверуваат, Господе. Се молам и за оние кои се болни. Ти исцели, Господе. Посебно молам за Илинка. Ти благодариме што таа добро ја поднесе оваа прва терапија и продолжи понатаму да бидеш со незе. Ти охрабруваја, ти зацврстуваја. Отвори го и незиниот разум, незиното срце, Господе. Што повеќе да те разбира и да те прифаќа. Се молам и за оние кои не се со нас, каде и да се, ти охрабри ги, ти води ги, Господе. Молам и за овој град, ти откри му се. Ти укажи му колку си милостив, колку си благ. И ти, Господе, делувај во овој град и благослови го овој град. Во името на Исуса Христа молам. Амин.